Заврши епидемијата на голема кашлица, информираа денеска надлежните од одделението за епидемиолошка дејност во Центарот за јавно здравје Куманово. Последниот случај е регистриран во ноември минатата година, а вкупната бројка изнесува 107 случаи на пертусис, соопшти раководителката доктор Јадранка Стаменковска. Со 14 јануари ние одјавивме епидемијата на голема кашлица, која започна на 6 февруари, и одјавивме, последниот случај беше на 19 ноември, така да веќе оваа година епидемијата беше одјавена со вкупно 107 случаи на голема кашлица, од кои претежно, тоа беа деца на возраст до 14 години. Сите беа лабораториски потврдени случаи, од нив 19 беа хоспитализирани, останатите беа на домашно лекување. Значајно е да се забележи дека голема активност се презема од страна на превентивните тимови во здравствениот дом, кои што преку 6900 вакцини имаат дадено на вакцини кои содржат оваа компонента на голема кашлица. Тоа беше голема, неделно известуваа, правевме ние епидемиолошки анкети, истражувања, така да епидемијата е ставена веќе фактички е завршена. Со оваа активност што се превзема, тимовите изврши пребарување на картолните, вакциналните картони и на оние деца кои што не беа вакцинирани со МРП вакцина, односно вакцина против морбили, рубеола и пертусис, така да и тука малку е зголемен опфатот на вакцинирани, меѓутоа далеко од она од очекуваниот, што очекуваме над 95% да биде, 98% да биде, за да имаме некој колективен имунитет задоволителен. Што се однесува до состојбата со сезонски грип, во текот на втората недела од годинава вкупно се пристигнати 118 пријави на случај на грип или заболувања слични на грипот. Во однос на претходната седмица два пати е зголемен бројот на заболените, а споредбено со истиот период минатата година станува збор за зголемување од 2,5 пати, истакна Стаменковска. Според раководителката, со започнување на второто полугодие од учебната година се очекува и пикот на сезонски грип во февруари месец. Од овие 118 случаи во текот на оваа недела, најзаболена возрастна група од 15 до 64 години, со 66 лица, потоа следи возрастната група од 9 до 14 години со 27 лица, 0 до 5 години од 17 лица и 8 лица се над 60 години. Тоа се отсликува и во претходните недели, најзастапена возрастна група е она која што е всушност најбројна, тоа е од 15 до 64 години. Меѓутоа, очекуваме дека со започнување на школската година, дека предшколската и училишната возраст ќе бидат тие најзастапени. Потенцираме дека во нашата микробиолошка лабораторија се детектирани 74 случаи лица на инфлуенца А, 4 случаи на инфлуенца Б, од 18 случаи на респираторен синциција вирус и 8 случаи на хуман метапнеумовирус. Всушност сите оние што ги очекувавме вируси на инфлуенца, како и на оние други слични на инфлуенца. Заболувањето се пренесува преку капки, аеросоли или преку директен контакт со рацете. Правилно и редовно миење на рацете, правилно кашлање и кивање, редовна дезинфекција на површините се дел од превентивните мерки кои што ги препорачуваат епидемиолозите за заштита од сезонски грип. Освен она што е проветрување на просториите, намалување на дистанцата, мир, односно мирување во домашни услови, особено треба да се обрне внимание на правилно редовно миење на рацете, особено после фаќањето на носот, на устата, после кашлање, кивање, така да не доаѓа индиректно контаминирање со вирусот. Исто така, освен овие, дезинфекција на површините се подразбира, одржување на онаа дистанца, правилно кашлање и кивање преку марамици или во лакто, така да
сето оно што го имавме досега за капковите инфекции, значи се однесува и за грип. Вакцинација против грипот е најефикасна мерка за превенција на грип, која спречува појава на потешки форми, компликации и смртен исход, особено кај ризичните групи, посочуваат лекарите. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово лишиле од слобода 30-годишен жител на Липковското село Ваксинце, откако кај него била пронајдена прашкаста материја, соопштија надлежните. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. До 16 февруари годинава корисниците на гарантирана минимална помош за 2025 година лица кои што живеат под кирија може да аплицираат за субвенционирање на трошоците за домување на материјално и стамбено необезбедени лица од страна на општина Куманово. Овие лица паралелно може да користат и субвенции за комунали, односно за сметки за потрошена вода и смет. До 16 февруари трае и пријавувањето за субвенции за комунални услуги, а може да аплицираат повеќе категории на граѓани. Право на користење на трошоци на комунални услуги, тоест вода и депонирање на смет, спаѓаат неколку категории на луѓе, и тоа самохрани родители, приматели на право на социјална сигурност на лица, односно лица со навршени на 65 години, приматели на право на посебен додаток, тоа се деца со специфични потреби, меѓу кои имаат пречки во телесниот, менталниот, комбинирани пречки во развојот до 26 година. Исто така лица кои живеат на територија на општина Куманово со навршени на 26 години, односно имаат исто така интелектуална попреченост, телесна попреченост, кои се исто така глуви и слепи лица и Даунов синдром, исто така деца без родители и родителска грижа, згрижувачки семејства кои живеат на територија на општина Куманово, што подразбира згрижувачко семејство, и 24 часовна грижа на лицата и возрастните лица кои немаат свое семејство или немаат услови во животот, тоа е собствено семејство. И исто така, како и секоја година, тука се и стечајните работници. Барањата може да се подигнат во архивата на општина Куманово, тоест на портирницата во зградата на поранешен Козјак, Карши градскиот стадион, во одделението на социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита. Претходната година имавме околу 580 барања, од кои 449 лица искористија помош, тоест влегуваа во категоризација. Така да оваа година затоа направивме повикот да трае повеќе време, тоа е 7 месеци до искористување, исто така доколку финансиските средства не ги искористиме, нормално за тековните 11-12 месеци, нормално дека ќе направиме уште еден повик да имаат нашите граѓани шанса уште еднаш да аплицираат и да ги искористиме сите овие средства кои буџетот на општина Куманово заедно, како што кажав, градоначалникот Максим Димитриевски, советот обезбедија финансиски средства и сакаме да им излеземе во пресет на сите наши граѓани кои имаат реална потреба од било каква помош, бидејќи овие категории на лица се најранливи во нашиот град. Исто така лицата кои ние како општина, како сектор ги субвенционираме, тоест лицата кои имаат право на покривање на трошоци на кирија, тука спаѓаат категории на лица кои имаат статус на гарантирана минимална помош, ГМП, стамбено необезбедените лица кои живеат на општина Куманово, кои живеат под кирија. Општина Куманово тука им помага, излегува во пресет и им помага со плаќање на кирија. Цариниците на граничниот премин Табановце изминатата недела спречиле шверц на облека, инсулински игли и делови за моторна санка. Во првиот случај, како што информираат од Царинска управа, 1100 инсулински игли биле откриени од мобилен царински тим при контрола на автобус на влез во државата на граничниот премин Табановце. Службата за мобилни скенери спречила и обид за криумчарење на 7 делови за моторна санка. Делото е откриено на влез во државата на Табановце при контрола на камион со македонски регистарски таблички во кои што биле скриени деловите, велат од Царина. Во трет случај бил спречен шверц на 73 парчиња облека и обувки кои биле откриени од страна на службата за мобилни скенери во патни торби на македонски државјанин при контрола на автобус на граничниот премин Табановце. Во одделен случај кај патарината Романовце биле запленети лекови, претежно за
170 граѓани од повеќе градови од Македонија се сместени во домот за стари лица во Куманово, со што максимално е пополнет капацитетот на установата. Надлежните од Зафир Сајто сметаа дека мора да се размислува за проширување на капацитетите на домовите, но во останатите градови не во Куманово, бидејќи Зафир Сајто носи голем товар. Листата на чекање за прием во домот секојдневно се менува, но најчесто бројката се движи од 20 до 30 баратели. 2024 за Зафир Сајто беше успешна година, вели директорот Дејан Стојановски. Во 2024 година тоа беше една исклучително успешна година за нас, напорна, но успешна година, затоа што, како што знае јавноста, први не решивме едно горливо прашање, успеавме на некој начин да го намалиме огромниот дефицит на кадар кој што го имаме како таков, значи вработивме вкупно 11 лица, што ќе допринесат за подобра услуга во домот, меѓутоа покрај кадровската, така да кажам, екипираност, ние успеавме внатре во домот да реконструираме подоста простори, значи од прилика обработени се негде 3500 квадрати, овдека беше буквално на некој начин како градилиште, сето тоа помина, ги изчистивме, сервивме, значи набавивме нов мебел, кревети, медицински кревети, очекуваме исто така да ни стигне мебел за некои 17 соби, за еден цел реон од домот, практично исто така имавме и надградба на нашиот соларен систем, како таков, и практично сега имаме негде 2 тони вода на располагање, топла вода за потребите на нашите корисници, и исто така во 2024 година набавивме на нови телевизори, клима уреди кои што како такви ќе допринесат во летните, топли месеци да биде попријатно овдека за престој. Во фоајето на Центарот за култура Трајко Прокопиев утре вечер со почеток во 19 часот и 30 минути ќе се одржи промоција на збирка песни и цитати под наслов "И пад е лед" од младата авторка Ана Љубиќ од Куманово. Ана Љубиќ е родена на 21 јуни 2000 година во Куманово. Пишува од 5-то оделение, а првите почетоци ги има во Друштвото на писатели во Куманово. На крајот на 2024 година го објавува своето трето дело, збирка песна на српски јазик "И пад е лед". Паралелно пишува на српски и на македонски јазик со желба да остави трак во македонската и српската книжевност. Збирката е лекторирана од страна на Гордана Димитриевиќ и е поддржана од страна на Српскиот културен центар Скопје. Во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев четврток ќе биде отворена изложба на слики од авторката Живка Величковска. Изложбата содржи 30 дела работени во последните 5 години. Досега има учествувано на 2 групни изложби на самоуки кои традиционално се одржуваат во Центарот за култура. Ова е незина прва самостојна изложба со незината омилена тема цвеќе. Со оваа изложба сака да ги инспирира и поттикне сите креативни луѓе без разлика на возраста и образованието да ја искажат и покажат својата креативност во областа на уметноста и рачната работа. Изложбата ќе биде поставена до 5 февруари годинава.